Си бил еден човек по име Ла. Си имал керка. Се викала Ајога. Била многу убава. Сите се влюбувале во неа. Велеле дека не постои поубава девојка од керката на Ла. Убавите зборови и годеле на Ајога. По некое време престанала да им се заблагодарува на оние кои се воодушевувале. Станала горделива. Сакаш да кажеш вообразена? Дури и само бендисана. Со часови стоела пред огледало и уживала во својата убавина. Се огледувала во сите огледала, во секое вирче вода, па дури и во светнатото бронзено котле. Ништо друго не правела, се грижала само како да ја исчешла косата и што да облече. Па нели секогаш треба да сме чисти и уредни? Секако, но не треба денот да го поминеме пред огледало. Да, и мама така ми вели. Девојчето од приказната, Ајога, со часови, цел ден се дружела со огледалото. Од ден на ден се повеќе се влюбувала во својот лик. Ајога станала мрзелива, мрза над мрзите. Ништо не работела, само мислела на својата убавина. Еден ден, мајка и рекла: "Донеси ми вода, керко." Ајога и одговорила: "Можам да паднам во водата." "Ке се придржиш за гранка од некоја грмушка," и одговорила мајка и. "Гранката може да се скрши," и рекла Ајога. "Па фати се за некоја појака гранка." Па да си ги изгребам рацете." На тоа мајка и рекла: "Па стави си ракавици, ке се искинат." Одговорила Ајога и продолжила да се огледува во бронзеното котле. Колку сум убава! Па зацврстија ракавицата со игла. "Иглата ќе се искрши." "Тогаш земи поцврста игла," и рекол татко и. Да, па да си го буцнам прстето," му одговорила керката. "Стави на прсток де, па и на прстокот може да се скрши." Разговорот на Ајога и незините родители го слушнала керката на соседката, додека го полевала цвеќето во дворот. И тогаш керката на соседката и рекла на мајката на Ајога: "Дај, јас ќе одам по вода." Отишла девојката на реката и донела вода колку што требало. Замесила мајката тесто, направила погача и ја испекла под вршникот. Вршник? Што е тоа? Тоа е метален поклопец под кој се пече леп. Ке запомнам. Кога Ајога ја видела погачата, почнала да вика: "Дај ми од погачата, мамо!" "Жешка е рацете, ке си ги изгориш," и одговорила мајката. "Па, ке ставам ракавици," извикала Ајога. "Ракавиците се мокри." "Ке ги исушам на сонце." "Ке се истуткаат." "Па, ке ги испеглам, де?" "Рацете ке те болат," одговорила мајката. "Немој да се мачиш, керко, убавината да си ја расипуваш. Поарно, ке му дадам погача на девојчето која ми донесе вода. Тоа не ги жали своите раце." Зела мајката од погачата, па му дала на девојчето од соседството. Ајога многу се налутила, отишла крај реката и почнала да се гледа во водата? Да! Знаев! А девојчето на соседите си седело на брегот и си јадело од погачата. Мљац, мљац, мљац. Толку сладко јадело, што Ајога посакала веднаш да касне од погачата. Вода и дошла на уста. Го гледала девојчето, го гледала, очите не ги тргала од погачата. Од гледање вратот и се издолжил. Девојчето и рекло на Ајога: "Земи од погачата, Ајога, жал ми е да те гледам." "Не сакам ништо,"
почнала да вика Ајога. Била лута и на мајка си и на девојчето. Од лутина почнала да мафта со рацете силно, силно. Прстите почнале да и се тресат и целата побелела од злоба. Толку силно почнала да мафта со рацете, што тие се претвориле во крилја. Ајога почнала да мрмори. Била толку нервозна, што не можела да седи на едно место на брегот, па се нурнала во водата и станала гуска. Гогу, гогу, пливала и викала: колку сум убава, колку сум убава, Пливала, така пливала, викала се додека не заборавила да зборува. Само името не си го заборавила, зашто не сакала да ја помешаат неа, убавицата, со некоја друга гуска. И само што ќе здогледала човек, почнувала да вика: Ајога, 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 Куек. Приказнава треба да им ја раскажам на неколку девојчиња од оделение. Сигурна сум дека не ја слушнале, а треба да ја слушнат. Куек.